Шалом, браќа и сестри, му благодарам на Бога што и оваа недела имаме можност да имаме библиски беседи, да зборуваме за Бога и да се храниме од Божјото Слово. Сигурно сте свесни во која сезона живееме и ги препознавате знаците на последното време. Верувам дека вашата вера и надеж во Бога и љубовта во Него ги разгорувате преку Божјото Слово и со молитвата во Светиот Дух. Верувам дека сте израз на Христовиот карактер, на рефлексија на неговата светлина и верувам дека навистина во овој свет сте со овој светлина. Му благодарам на Бога што ве познавам и вие ме познавате, што имаме заедништво меѓу себе си и сето тоа е заради милоста на Бога. За денеска зборувам нешто кое што е многу клучно и важно за доаѓањето на Господ Исус Христос. Но најпрво ќе започнем со Псалм 34, а потоа ќе се надоврзам и ќе разберете за темата. Вели вака: ќе го благословувам Господа во секое време. Похвала за него секогаш ќе има во мојата уста. Со Господ ќе се фали душата моја. Нека го чуе тоа понизните и нека се зарадуваат. Величајте го Господа со мене и заедно да го возвишуваме името негово. Го побарав Господа и тој ме чу и од сите стравови мои ме избави. Кон него погледнете и разведрете се, лицата ваши нема да се посрамат. Несреќениот вика и Господ го слуша и го спасува од сите негови неволи. Ангел Господов се улогорува околу оние кои се бојат од него и ги спасува. Вкусете и ќе видите колку е добар Господ, блажен е оној човек кој кај него прибегнува. Имајте страхопочит кон Господ сите праведници негови, зашто ништо нема да им недостига на оние кои имаат страхопочит кон него. Осиромашија и огладнеа богатите, а оние што го побараа Господа не ќе бидат лишени од секакви добра. Дојдете, чеда, послушајте ме, јас ќе ве научам да имате страхопочит кон Господ. Сака ли човек да живее и да види добри денови, нека си го воздржува јазикот од зло и устата своја од лаги. Нека се клони од зло и нека прави добро, да бара мир и да врви по него. Очите на Господ се насочени кон праведните и ушите негови кон молитвите нивни. Но лицето на Господ е против оние што вршат зло. Ќе го истреби од земјата споменот за нив. Кога викаат праведните, Господ ги слуша и ги спасува од сите маки нивни. Блиско е Господ до оние со скршено срце и смирените по дух ќе ги спаси. Бројни се маките на праведните, но од сите нив Господ ќе ги избави. Господ ги чува сите коски нивни, ни едно од нив нема да се скрши. Злото му носи смрт на грешникот, оние што го мразат праведниот ќе платат. Господ ќе ги спаси душите на слугите своји и никој од оние кои прибегнуваат кон него нема да биде осуден. Амин. Како што сами прочитавте, страхопочит кон Господа. Минатиот пат зборува колку е важно да се има страхопочит кон Господа, но тоа е од особена важност за секој еден верник кој што го очекува доаѓањето на Христос. Она кое што сакам да го истакнам исто така е дека Библијата јасно ни укажува дека стравот од Господа го потиснува злото, но треба да се разликува што е тоа страв од Бога. Тоа е света, почитувана, длабока и постојана почит кон Господ кој што е семоќен, кој што е целосно свет и во вечна состојба на совршенство во секој поглед. Затоа и минатиот пат дефиниравме дека стравот од Господа е богобојазливо средство за избегнување на гревот, односно за човекот да не се враќа назад во грев. Важно е да го разбереме тоа, да сме свесни дека без страв од Бога нема божествена мудрост, а без божествена мудрост нема да се прават мудри избори. Најмудриот избор е кога човек ќе поверува во Исус Христос и ќе го прими за свој Господ и Спасител, така што Божиот гнев кој што следува заради гревовите нема да падне врз верникот кој што поверува во Христос, туку во целост кон жртвата Исус Христос, кој што е совршената жртва за нашите гревови, кој што е искупителна жртва, помирителна жртва и кој што преку него имаме помирување со Бог Таткот. Во Евангелие по Јован 3 глава 36 стих вели: кој верува во Синот има вечен живот, а кој не верува во Синот нема да види живот, но гневот Божи ќе биде врз него. Што значи дека Светото писмо не учи, не поучува дека имаме избор да направиме, а тој избор е да поверуваме во Исуса Христа да сме спасени, или пак ако не поверуваме во Синот, односно Исус, тогаш нема живот,
туку гневот Божи ќе се излее врз тие личности. Кога зборувам за грабнувањето на црквата од страна на Господ Исус Христос, знаете дека тоа ќе се случи многу скоро. Зборувам и за стравопочит од Господа. Зошто? Затоа што стравопочит кон Бога е карактеристика на оние кои што вистински му веруваат на Бога, кои што се спремни да го послушаат Господ во се. Затоа тоа веќе не води кон Авраам од Стариот Завет, кој што воедно ни прикажува предслика за грабнувањето. Грабнувањето како збор го има во Новиот Завет, но во Стариот Завет има многу примери кои што се предслика за грабнувањето на црквата. Затоа сега ќе отвориме од Битие 22 глава и ќе прочитаме најпрво за Авраам и Исак, неговиот син, а потоа и за Ревека. Претходно да се помолиме заеднички, да кажеме на Господа: фала ти, Татко Небесен, во името на Исуса Христа, Твојот Син, а мојот Господ и Спасител, што ме нахрануваш и наситуваш со Твоето Слово, кое што ми носи живот, обнова и исцелување. Фала ти, Господе, за оваа привилегија да го слушам Твоето Слово, да пребивам во Твоето присуство. Отвори ми го срцето да разбирам и ушите да слушам и со очите да гледам сето она што е по Твоја волја. Подготви ме, Господе, за Тебе. Јас Тебе ти припаѓам и на Тебе ти се посветувам. Ти ја оддавам сета слава и чест и благодарам, Татко Небесен, и води ме, свети душе. Фала ти, Оче, во името на Исуса Христа. Амин. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Отворете Битие 22 глава, ќе читаме. Вели вака: Бог продолжи: земи го својот син, својот единец Исак, кого го љубиш, и отиди во местноста Морија и принеси го таму како жртва паленица, на ридот што ќе ти го покажам. Утрото Авраам стана рано, му стави Самар на ослето и ги поведе со себе двајцата своји слуги и сина си Исака, откако пред тоа нацепи дрва за жртва паленица и се запати кон местото што Бог му го означи. На третиот ден Авраам ги подигна очите и го виде местото од далеку. Тогаш Авраам им рече на слугите: вие останете тука покрај ослето, а јас и детето ќе одиме горе да се поклониме, па ќе се вратиме при вас. Авраам ги зеде дрвата за жртвата паленица, ги натовари на сина си Исака, а во својата рака зеде оган за подпалување и нож. Така тргнаа двајцата заедно. Тогаш Исак му рече на татка си Авраама: татко, еве ме, сине, се јави тој. Еве огнот и дрвата, пак рече синот, но каде е јагнето за жртвата паленица? Бог самиот ќе си предвиди за јагнето за жртвата паленица, сине мој, одговори Авраам. И го продолжија пат. Стигнаа до местото за кое зборуваше Бог. Тогаш Авраам подигна жртвеник, ги нареди дрвата, го врза својот син Исака и го положи над цепениците на жртвеникот. Сега Авраам ја испружи раката и го зеде ножот, за да го заколе сина си. Но Господов ангел од небото го повика и рече: Аврааме, Аврааме! Еве ме, одговори тој. Не ја спуштај раката врз детето, рече, ниту му прави нешто. Еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Ги подигна Авраам очите и виде, и ете зад него овен сплеткан со роговите во грмушка. Авраам отиде, го зеде овенот и го принесе во жртва сепаленица место сина си. Авраам му даде име на тоа место Јахве Ире, Господ промислува. Затоа се вели денес на гората на Господовото промислување. Господовиот ангел го повика Авраам од небото повтор пат и рече: се заколнувам сам со себе си, Господ вели, бидејќи го направи тоа и не го задржа од мене својот син единец, ќе го излеам својот благослов на тебе и ќе го направам твоето потомство многубројно како звезди на небото и песок на морскиот брег. А твоите потомци ќе ги освојуваат вратите на своите непријатели. Бидејќи ја послуша мојата заповед, сите народи на земјата ќе бидат благословени преку твоето потомство. Амин. Значи, Бог му зборува на Авраам, што му рече? Му рече дека сакам да го земеш твојот единствен син, да го однесеш на планината Морија, да го жртвуваш. Авраам веднаш го послуша Бога, утредента нацепи дрва, го подготви ослетот, го зема Исак и некои од неговите слуги заминуваат на 3-дневно патување на планината Морија.
Еве како тоа е опишано во Евреите 11 глава од 17 до 19 стих. Авраам со вера го принесе како жртва Исака, кога беше искушуван. И тој што го доби ветувањето го принесе својот единствен син за кого му беше речено: потомството од Исак ќе се нарече со твое име, зашто тој сметаше дека е Бог силен и дека и мртви може да воскреснува. И така да речам, го прими Исак воскреснат. Авраам, иако оди да го жртвува Исак на планината, им вели на слугите: вие останете тука покрај ослето, а јас и детето ќе одиме горе да се поклониме, па ќе се вратиме при вас. Авраам не знаеше како ќе се реализира тоа, но знаеше дека доколку Исак умре, дека Бог ќе го воскресне, бидејќи преку Исак требаше да се исполни ветувањето кое што Бог му го даде на Авраам. Исак беше неговиот единствен син. Додека се качуваа нагоре кон планината, Исак сам на своите плеки ги носеше дрвата за жртвеникот, кој гледаме дека е всушност предслика на она што Исус го направи многу години подоцна, кога сам на себе го носеше товарот на своите рамења и чекореше за да биде жртва за гревовите на светот. На истата планина, значи, многу години подоцна, на истата локација Исус го носи дрвениот крст, не поради своите гревови, туку поради гревовите на светот. И како што се качуваат по планината, Исак почнува да сваќа и го прашува татко му Авраам каде е жртвата. Авраам му одговара: Бог ќе промисли, односно Бог ќе обезбеди. И тоа е пророчки. Авраам ги нареди дрвата, го направи жртвеникот и го смести врз него својот единствен син Исак и беше спремен да го заколе кога ангел му се го запре и му рече што не ја спушта раката врз детето, рече, ниту му прави нешто. Еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Значи, што е карактеристично, Авраам е човек на вера, оној кој што му верува на Бога, но имаше искрено почит кон Бога. Што се случи? Авраам направи нешто во дејство кое што се изврши многу години подоцна. Сатаната ќе го обвинуваше Бога дека не може да направи такво нешто и да го жртвува својот единствен син во име на целото човештво. И дека Бог на некој начин ги поминува сите граници кои ниту еден човек не би ги поминал. Но, поради послушноста на Авраам, Бог може да се наврати на овој настан и да му каже на сатаната дека поради љубовта на Авраам кон Бога, тој беше спремен да го жртвува Исак и затоа на истото место, многу години подоцна, Господ може да го жртвува Исус, својот единороден син, за целото човештво. Значи, Авраам ги подигне очите и виде овен и разбра дека тоа е жртвата што Бог ќе обезбеди. Авраам го нарече местото Господ промислува или на гората на Господовото промислување. Тоа е географската локација на која што Исус беше распнат многу години подоцна. Знаеме дека Бог обезбеди совршена жртва за нашите гревови, тоа го пишува во Јован 3 глава 16 стих, вели зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Амин. Може би тука се прашувате каде е грабнувањето на црквата од страна на Исус во сето ова што го зборува. Но, откако Исак беше поштеден и на некој начин воскреснат, како што прочитавме во Евреите, Исак не умре, меѓутоа целиот момент кој што се случуваше со 3 дена патување, па потоа легна на жртвеникот за да биде пожртвуван, сето тоа е предслика на Исусовата жртва. Значи, Исак беше поштеден, на некој начин воскреснат, и понатаму како читаме во Битие, не читаме неколку поглавја за Исак, не читаме. Се до моментот кога Авраам бара невеста за својот син, за Исак. На некој начин тоа е истото што се случува и со Исус. Пред 2000 години Исус умре на крстот, беше погребан и на третиот ден воскресна. И тој им кажа на учениците: во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажав, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе,
за да бидете и вие каде што сум и јас. И јас ќе го молам мојот татко, и тој ќе ви даде друг утешител за да биде со вас довека. Духот на вистината, кого светот не може да го прими зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате зашто тој престојува при вас и ќе биде во вас. Нема да ве оставам сираци, ќе дојдам при вас. Јован 14 глава, 2 до 3 стих и од 16 до 18 стих. Исус Христос ќе се врати повторно. Тој отиде, значи, да ни приготви место за нас и пак ќе се врати. И ние чекаме, како што и во приказната, Исак го нема одредено време и наеднаш Авраам одлучува за него да најде невеста. Авраам го повикува својот слуга Елиезер и му вели: ми треба да одиш назад, од каде што јас дојдов, кај мојот народ, кај мојата фамилија, за да најдеш невеста за мојот син. Знам дека е долг патот, но сакам да одиш и да го направиш ова, бидејќи не сакам синот мој да се ожени со некоја од овие ханански жени, туку со вистинската за него. Значи, сега парафразирам, меѓутоа вие тоа ќе си го прочитате во самото слово. Потоа што прави Елиезер, го прифаќа предизвикот и тој оди назад, но не знае како ќе ја најде таа невеста. Сигурно може би и поминувал низ тие прашања како ќе ја најде таа невеста која што е вистинска за Исак. Меѓутоа, она што го гледаме е многу добро, тој се моли. И затоа сега ќе читам од Битие, односно Создавање, 24 глава, од 12 до 20 стих. И рече: Господи Боже на Господарот мој Авраам, испрати ми ја денес во пресред онаа која ја барам и направи му милост на Господарот мој Авраам. Еве јас ќе стојам крај овој извор и ќерките на градските жители ќе дојдат да налеат вода. И на која девојка ќе речам: наведни ја стомната своја да пијам, а која ќе рече: на, пи, и камилите твои ќе ги напојам, неа си ја определил за слугата твој Исак. И по тоа ќе разберам дека му правиш милост на Господарот мој. И додека тој уште зборуваше во себе, а ете Ревека, ќерката на Ветуил, синот на Милка, жената на Нахор, чиј брат е Авраам, дојде со стомната нарамо. А беше многу убава девојка, која маж уште не ја беше познал. Таа слезе при изворот, ја наполни стомната, па појде угоре. Тогаш слугата излезе пред неа и рече: дај ми да се напијам малку вода од стомната твоја. А таа одговори: еве, пи, Господаре. И брзо ја спушти стомната на раката своја и му даде да пие, чекајќи додека не се напие. А кога се напои, му рече: и на камилите твои ќе им налевам, додека не се напија. И веднаш ја истори стомната своја во поилото и пак отрча до изворот да ја наполни и им налеа на сите камили негови. Елиезер знаеше дека Ревека е вистинската жена за Исак, бидејќи во нивната средба се случи според молитвата која што имаше упатеното до Бога. Во целата глава гледаме дека ќе видиме сега и дека мајката на Ревека и братот се одговорни за семејството, а братот бара од неа да остане со нив уште 10 дена пред таа да замине. Елиезер сака да замине, да ја земе веднаш и да ја однесе на Исак и решаваат да ја прашат Ревека дали таа на вистина сака тоа да го направи. Таа се согласува и веќе прочитам и потоа ќе видите како тоа е поврзано со грабнувањето на црквата. Девојката пак оттрча дома и се тоа го кажа на својата мајка. А Ревека имаше брат по име Лаван. Лаван побрза кон човекот крај изворот. Откако ќе виде обетката и гривните на рацете од сестрата своја и чу кога сестра му Ревека рече: вака ми зборуваше човекот, тогаш појде кај човекот, а тој стоеше со камилите кај изворот и рече: дојди ти кој си благословен од Господ, зошто да стоиш надвор? Јас ја приготвив куќата, а има место и за камилите. Тогаш човекот дојде во куќата и ги растовари камилите и им дадоа слама и крма на камилите, а му донесоа и вода за нозете негови и за луѓето кои беа со него за да ги измијат. И им поставија храна да јадат, но тој рече: нема да јадам додека не кажам зашто сум дојден. И му рекоа: зборувај. Тогаш рече: јас сум слуга Авраамов. Господ го благослови Господарот мој многу, та стана богат и му даде овци, говеда, сребро и злато, и слуги и слугинки, и камели и магариња. А Сара, жената на Господарот мој, во старост му роди син на Господарот мој, и тој му го даде целиот свој имот.
Мене пак ме заколна господарот мој, велејќи, немој да му доведеш на синот мој жена од ќерките на хананците, во чија земја живеам, туку појди во домот на таткото мој, кај роднините мои, и оттаму земи жена за синот мој. А јас му реков на господарот мој, може би девојката не ќе сака да појде со мене. А тој ми рече, Господ, во чие присуство ќе одиш, ќе испрати ангел свој со тебе и ќе ти го покаже патот твој до целта, и ти ќе земеш жена за синот мој, од родот мој, од домот на таткото мој. Тогаш ќе ти биде простена клетвата моја, кога ќе отидеш кај роднините мои, а и ако не ти ја дадат, ќе бидеш ослободен од клетвата моја. И кога дојдов денес на изворот, реков, Господи Боже, на господарот мој Авраам, ако си ме упатил на прав пат по кој одам, еве, јас ќе застанам крај изворот и на девојката која ќе дојде да налее вода, ќе речам, дај ми да се напијам малку вода од стомната твоја, и ако таа ми одговори, еве, и ти пи, и на камилите твои ќе им налеам, таа нека биде жената која Господ ја определил за синот на господарот мој. Јас уште не го изреков тоа во срцето свое, а Ревека дојде со стомната на рамо и слегувајќи на изворот налеа, а јас си реков, дај ми да се напијам. И таа веднаш ја спушти стомната и рече, еве пи ти и камилите твои ти ги напоја. Се напив и камилите мои ги напои. Тогаш ја прашав и реков, чија ќерка си, а таа одговори, јас сум ќерка на Ветуил, синот на Нахор, кога му го роди Милка. Тогаш и ги ставив обетките и гривните на рацете нејзини. Па му се поклонив на Господ и го благословив Господ Бог на господарот мој Авраам, кој ме поведе по правиот пат да ја земам ќерката од братот на господарот мој за неговиот син. А сега кажете ми, ќе му направите ли милост и правда на господарот мој или не? Ако пак не сакате, кажете ми и јас ќе тргнам надесно или налево. А Лаван и Ветуил одговорија, од Господ дојде ова, ние не можеме да ти кажеме ни лошо, ни добро, ете Ревека е пред тебе, земи ја, па оди и нека му биде жена на синот од твојот господар, како што рекол Господ. А кога ги чу слугата Авраамов зборовите нивни, му се поклони на Господ до земи. Потоа слугата извади златни и сребрени работи и облека и ги даде на Ревека, а и на братот нејзин и на мајката нејзина им даде скапи подароци. Па јадеа и пиеја тој и луѓето што беа со него и ноќеваа. А утредента кога стана, тој рече, пуштете ме да се вратам кај господарот мој. А братот нејзин и мајка ѝ рекоа, нека остане девојката кај нас макар уште 10 дена, па тогаш одете. Но тој им рече, не задржувајте ме, зашто Господ го благослови мојот пат. Пуштете ме да си одам кај господарот мој. А тие рекоа, да ја викнеме девојката и да ја прашаме што ќе рече таа. И ја повикаа Ревека, па и рекоа, сакаш ли да одиш со овој човек? А таа одговори, сакам. И ја пуштија Ревека, сестрата своја, и доилката нејзина со слугата Авраамов и луѓето негови. Ја благословија Ревека и рекоа, сестро наша, да се народат од тебе илјади и потомството твое, да ги завладее домовите на непријателите твои. 24 глава од Создавање, 28 до 60 стих читав. Но каде е тука грабнувањето на црквата во облаците за младоженецот Исус како предслика која што нели треба да ја видиме? Тоа го читаме во следниот стих, 61 стих. И стана Ревека со слугинките и се качија на камилите и тргнаа со човекот. Така слугата ја зеде Ревека и си отиде. Во овој стих англискиот збор е кренаа, сега нема да преведувам, меѓутоа зборот е дека Ревека со слугинките се кренаа, станаа и се кренаа. Во македонскиот превод е Ревека со слугинките, стана Ревека со слугинките и се качија на камилите. Значи, она што е важно да разбереме дека Ревека и слугинките станаа и се кренаа на камилите и тргнаа. Ова е многу важно да се фокусираме на овој стих. Ревека се качи на камилите, се кренаа, заминаа. И ова е грабнувањето како што е опишано во Прво Солуњани, 4 глава, каде што не вели дека ќе бидеме однесени на камили, туку се однесува за грабнувањето, односно за тоа како ќе бидеме кренати во облаците од страна на Бога. Односно, ние знаеме дека тогаш ќе се случи таа преобразба и ќе бидеме однесени, односно одземени од овој свет. Ќе прочитам од Прво Солуњани 4 глава 16 и 17 стих, вели, бидејќи сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото
И најнапред ќе воскреснат мртвите, а потоа ние што сме останале живи, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господ во воздухот и така секогаш ќе бидеме со Господ. Амин. И да се навратиме на Ревека. Ревека заминува со слугата и допатува кај Исак до неговиот шатор, потоа станува негова сопруга и потоа Исак нели си ја сакаше жената и продолжува понатаму сето тоа. Тука треба да ја видиме паралелата. Најпрво, Бог таткото е представен преку Авраам. Тој го прима назад својот единствен син 3 дена после смртта. Значи Исак го представува, знаете, синот кој што го носеше товарот и дрвата, оној кој ќе го дадеше својот живот. Значи гледаме дека Бог таткото е представен преку Авраам, кој што го прима назад својот син. Исак го представува синот, односно Исус, а слугата Елиезер, чие што име значи Бог е мојот помошник, го представува Светиот Дух. Тој ја бара невестата која е Ревека, а Ревека ја представува црквата и нејзиното име Ревека значи обезбедена. Таа која што доброволно ја прифати поканата, имаше вера и замина, а братот нејзин Лаван значи грев. Значи сликата која што ја гледаме е дека Ревека избра да замине од нејзината куќа, која е куќа на гревот, и ја представува земјата. Таа стана и се крена, значи се качи или се крена на камилите и замина, а тоа е она кое што го представува грабнувањето или харпацо. Наскоро ние тоа ќе го доживееме и затоа ги зборуваме овие теми за да се подготвите духовно. Тој ден ќе го слушнеме гласот на трубата и ќе бидеме променети во еден миг со трепет на окото и ќе бидеме потоа грабнати во облаците. Ќе се сретнеме со Господ во воздухот. Библијата постојано ни покажува дека грабнувањето постои и наскоро ќе се случи и затоа ние треба да сме подготвени. Денес ви читав за грабнувањето, во една предслика на грабнувањето кое што се случува во Стариот Завет, во оваа сторија со Авраам, Исак и Ревека, како и слугата Елиезер. Со ова вие гледате, значи Господ зборува и уште пред Исус да дојде да биде совршената жртва за секој еден од нас, ја видовме таа предслика за жртвувањето на единствениот син, кој што се случи со Авраам и Исак. На таков начин Бог таткото го жртвува својот син Исус Христос. Но Авраам и Исак и историјата со Авраам и Исак не завршува тука, туку продолжува, кое што и ние треба да го видиме како најава на тоа што ќе се случува или предслика на она кое што ќе се случува од страна на Бога. Бог нели ја бара, Бог таткото ја бара невестата и кога Бог ќе каже, тогаш ќе се случи она кое што треба да се случи, а тоа е да ја грабне невестата и да се сретне со младоженецот кој што е Исус Христос. И потоа следува свадбата на јагнето, односно нашето пребивање во Господа. Слава на Господа за сето ова и верувам дека на секој еден од вас веќе му е појасно и дека се подготвува духовно, дека научивте да пребивате во Божјото присуство, да го разликувате Божјиот глас, да го отфрлате оно што светот ви го наметнува и да пребивате во Словото. Милоста на Бога знаете дека е повкусна од животот и тоа го пишува во Словото. И затоа нека вашата душа се прилепи кон Господ и не заборавајте да го прославувате неговото свето име и славно име. Тргнете се од идоли, анализирате дали правите идолопоклонство. Ако сте реализирале, ако сте сватиле, покајте се за тоа, одречете се од сето тоа и заблагодарете се на Господ што имаме совршен застапник и совршена жртва за нашите гревови, кој што умре и воскресне и нас ни подари вечен живот. Тргнете се од секаков греф и од егоцентричност и одете по Божјиот пат. Преиспитете дали ќе ходите секој ден со Бога, дали му верувате, дали таа вера е само на устните или пак е проследена со дела кои што ја потврдуваат дека таа е плодна и вистинска. Дали во вашиот личен однос со Бога негувате релација како дете кон своето татко, како син кон своето татко, како ќерка кон своето татко. Дали се молите, дали духовно се храните преку Словото, дали размислувате според Словото. Не дека со овие нешта вие ќе си заработите спасение,
Но сите овие нешта се индикација дека веќе сте спасени, дека жеднеете и копнеете за Бога, дека откликнувате на Неговата љубов и помилува ви е Божјото присуство отколку она што се случува во светот. Главното прашање е дали го примивте Исус Христос за свој Господ и Спасител, дали имате радост дека заради Него сте Божји деца и дека сте спасени. Дали живеете со страхопочит, во љубов и праведност, одразувајќи го Христос, бидејќи за тоа и сме повикани. Нашата смисла на постоење е да го изразуваме Христос, да го шириме Неговото учење, да правиме ученици на Христос, поделувајќи радосната вест до секој создание. Јас би ве охрабрил да земате редовно Господова спомен вечера. Со вие кои што сте верници на Блага вест, црквата, ќе имаме молитвен состанок наскоро и ќе правиме и Господова спомен вечера. А сите вие останати кои што не знаете што е тоа, би можеле да ги гледате другите видеа кои што ги имаме тековно и да пристапите во Господова спомен вечера, доколку навистина знаете кој е Исус Христос и што тој направи на крстот за секој еден од нас. Се надевам дека ќе поверувате во Него и дека ќе го направите вистинскиот избор, дека ќе поверувате во она што тој го изврши, дека навистина е избраниот, испратениот помазаник, кој што ги зеде гревовите на себе си од цел свет и од тебе и од мене, дека умре за нас и скапо не плати проливајќи ја својата крв, беше погребан, а на третиот ден воскресна. И секој што ќе поверува во Него и ќе го исповеда за свој Господ и Спасител, ќе си биде спасен по милост на Божија, не по заслуга, се разбира. Јас со ова сакав да ве поздравам оваа седмица, да ве охрабрам, да сте во очекувањето на доаѓањето на Христос, заграбнувањето зборувам на црквата, односно да верувате дека и вас ќе ве грабне, не затоа што заслужите, туку заради тоа што Исус го направи тоа за секој еден од нас, да бидеме посинети, да бидеме грабнати, да пребиваме со Него во цела вечност. Јас му благодарам на Бога за оваа привилегија да зборувам за Него, да зборувам за Словото Божјо и како што гледате, друга смисла на живење нема, се е минливо. Во општеството се менуваат секојдневно закони, се менуваат временските, климатските ситуации околу нас, се менува. Се е подложно на спаѓање, но само Бог е вечен и само на Него можеме да се ослониме и да му веруваме. Тоа е наша карпа и наше спасение. Јас се охрабрувам да се помолите сите заедно, еве јас ќе ве поттикнам, се разбира, ако сакате, и тоа нека биде од длабочината на вашата душа и вашето срце. Фала ти, Господи Исусе Христе, за милоста Твоја врз нас, за мирот Твој што ни го даваш, за тоа што го победи светот за секој еден од нас. Ти благодариме што ни даде вера, да поверуваме во Тебе и да го прославиме Твоето име и преку Твоето име да му даваме слава на Бог Таткото. Фала ти, Господе, што нашето тело го направи храм на Светиот Дух. Искупено, очистено, осветено преку Твојата пролеана крв на крстот. Фала ти, Господе, што не покриваш со Твојата света крв и не оправда како да не сме грешеле. Затоа ѓаволот нема место во нас, ниту сила над нас. Фала ти, Господе, што на крстот висејќи заради нашите беззаконија и гревови, ти на себе ги зеде и нашите гревови и ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, преку Твоите рани се исцеливме. Фала ти, Господе, што ни ги прости гревовите. Умре за секој еден од нас, беше погребен на третиот ден, воскресна. Те поканувам, дојди и управувај во мојот живот, застани на престолот на мојот живот, живеј во мене и владај со мене. Јас, Господе, те избирам за мој Господ и Спасител и верувам дека тоа е Божја милост и Божја волја. Се кајам за секој грев што го извршив, свесно и несвесно, со устата, со збор, со поглед, со фантазија, со мечтаење, со замисли, со планови. За сето она што го извршив и со телото, се кајам што оде против Божјата волја. Те молам, прости ми во целост. И јас си простувам на себе си и им простувам на луѓето кои што ме повредиле во животот. Јас верувам дека ти веќе ми ги простуваш гревовите и дека сиот гнев кој што требаше да се манифестира врз мене заради моите гревови, ти веќе го исплати за тоа што стана жртва заради мене и наместо мене.
Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што ме спаси, што ме помери со Бог Таткото и што ме направи Божјо дете. Фала Ти што ме запечати со Светиот Дух за денот на избавување. Ти благодарам што ми го напиша името во книгата на животот. Јас го прославувам Твоето име и во Твое име му оддавам слава на Таткото Небесен. Слава Ти, Оче, во името на Јешуа. Ти благодарам, Господе, што во овој миг се молам. Ти благодарам, Господе, што ме подготвуваш за средба со Тебе. Ти благодарам што ми даваш тако почит, љубов, жива вера преку Словото Твое. Фала Ти, Господе, што сум Твој. Јас Тебе Ти припаѓам и мојот живот, мојата душа, мојот дух, се оставам во Твоите раце, Ти се посветувам во целост. Затоа ќе го објавам Божјото Слово кое што вели: со Христос сум распнат на крстот и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам со верата во единородниот Син Божји Исус Христос, кој што ме возлюби и се предаде себе си за мене. Во Твое име, Господи Исусе Христе, велам амин. Алелуја. Слава Ти, Господе, слава на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Бидете благословени во името на Господ Исус Христос, со љубовта Божја, со радост, со силно водство Светиот Дух и се разбира, негувајте братолюбие со браќата и сестрите кои што ги познавате, кои што се дел од живата црква, но се разбира, секогаш во секој еден миг негувајте интимна лична врска со Бога, што без Бога нема живот, нема надеж, во него ни надежта и животот и радоста и силата. Нека е прославено Божјото име од сечија уста. Да го благословуваме Господа секој ден. Халелуја. Мараната, Христос доаѓа. Поздрав.